civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. На 23. ноември 2016 година, на прашањето на конференција на Цивил за тоа дали ќе има слободни и фер избори, Иван Величковски, тогаш лидер на Либералната партија на Македонија, одговори дека не може да се очекуваат фер избори кога граѓаните наместо во МВР имаат поголема доверба во Цивил, па таму ги пријавуваат аномалиите и проблемите со избирачкиот список и другите злоупотреби и притисоци на власта. Тој беше дециден дека и по изборите во Македонија ќе продолжи кризата во друга форма. На почетокот на ова интервју со господинот Иван Величковски, јас би сакал да спомнам, да цитирам уште една негова изјава дадена претходно во мај истата 2016 година на јавната дискусија "Политичката криза и плурализмот". Тогаш Величковски изјави: "Партиите можат да договараат датум само за ден на дрвото, но не можат да договараат датум за избори". На тој начин Величковски тогаш и во многу своји настапи потоа покажа една навистина длабока разочараност во политичката елита, во политичките елити во земјата и исто така на многу досетлив, секогаш досетлив начин ги опишуваше состојбите во политиката, во македонската политика и во општеството. Во меѓувреме, Либералната партија, која беше 9 години во опозиција во времето на владењето на Груевски, по падот на режимот на Груевски стивна. Партијата стивна, а и господинот Величковски, нејзиниот лидер, не се појавуваше многу често во јавноста. Каде беше, добар ден, каде беше Либерална партија во меѓувреме и каде беше нејзиниот лидер Иван Величковски? Па, прво морам да искоментирам дека очигледно некои работи сум ги погодил и подобро до што сум посакувал. Но, за жал, времето ги потврдило тие проценки, а очигледно и денеска тие проценки може да се сметат за релевантни. Каде е партијата, тоа ќе мора да ги прашате тие кои што се таму или не знам дали се уште постои. Мојата политика беше јасна. Чист став, чиста политика, не резигнираност, туку цврстина на определбата. Од денешна призма се гледа која цврстина на определбата останала, а која не. Оно што беше битно, во моментот кога сметав дека се разидуваат патиштата и кога целта беше да се поддржува, да речеме, владата на Заев и слично, таа политика не беше моја. Денеска мислам дека сум во права. Може ли малку повеќе околу тоа? Дали се разидовте баш со сите челници во Либерална партија во тоа време или па не, зашто се работеше не станува збор Што беа за главните точки на разидување? Чистото разидување станува збор прво за два аспекти. Едниот е за тоа дали сакаме чиста или само политика, колку да постои одреден формат на политичко организирање. И вториот е до кои принципи ќе се држиме. Затоа денеска, како политички лидер на Движењето за нова република, јас седам тука, а другите ќе мора да ги Може ли малку повеќе за новата иницијатива? Станува збор за продолжување на еден центристички пристап, во кој што градењето на нова република не значи градење на нова партија, туку на нов систем на институции. Станува збор за владење на правото и борба против корупцијата, сето оно што ни недостасува и во изминатите, јас би рекол слободно, 30 години. И разидувањето слободно може да се каже дека е разидување кое што денеска ќе го гледате и во сите политички партии, и оние на власт и оние во опозицијата, раслојувањето што се случуваат во медиумите, во невладиниот сектор, во целото општество. Двата основни правци, југословенистички и европски. Јас припаѓам на европскиот, а останатите каде се, сами ќе се пронајдат. Добро, може да се навратиме малку повеќе на Нова република подолу, но јас би сакал да прејдеме на малку поактуелни прашања. Прво за јулските демонстрации. Јулските демонстрации покажа една грда слика, според мене, на општеството и на политиката. На антиевропските протести им се приклучија дури дел од интелектуалците, па и некои невладини организации, односно лидери на невладини организации, кои
се со предзнакот европски, ЕУ и така натаму. А за медиумите и да не говориме, и тие има една прилично, би рекол, неславна, дел од медиумите има прилично неславна улога во тие насилни демонстрации кои само една од последиците е 54 повредени полицајци, молотови коктели и жесток говор на омразата по етничка линија. Имаше еден инцидент со оружено, со пукање од огнено оружје, и многу пропаганда, многу говор на омраза. Што се случува со македонското општество? Од еден до друг настан гледаме се пожестоки говори на омраза, се пожестока политичка риторика, и за среќа тие демонстрации колку беа жестоки на самиот почеток, толку брзо и стивнаа, па остана се ограничија на неколку така доста развеселени ликови на тревникот пред парламентот. Меѓутоа покажа една слика за македонското општество. Што се случува? Општеството кај нас всушност сега минува низ катарзата која беше одложена 30 години. Заради тоа се сите овие премрежја во кои што поминуваме, сакате политички, сакате економски, сакате медиумски, сакате невладино, сакате финансиски, бидејќи финансискиот систем е всушност тој кој што диктира движењето на едно општество, низ политичките партии, потоа низ институциите. Одложената независност на Македонија всушност сега доаѓа по својата наплата. 30 години инерција е доволна и сега се забележува дека кога инерцијата застана, зачмаеноста во сите сфери на општественото, политичкото и економското живење изби на површина. Како тоа одложената независност? Може ли да го објасниме ово повеќе? Што подразбира? Секако дека ќе го објаснам низ одговорот кој што го давам. Во такви услови, сето оно што беше сетирано да ја држи Југословенска Македонија во живот, полека одумира, за среќа спротивно на волјата на тие кои што ја држеа во таква состојба. Европскиот правец на земјата е незапирлив и иреверзибилен. На кој начин се гледа европскиот правец во овие демонстрации, например, во Истото јули? се однесува и на нашето членство во НАТО. И тоа е иреверзибилен процес, особено бидејќи двата процеси се избор на граѓаните, а не на партиите. Партиите само се обидуваат да се шлепаат на таа волја. Фактот што самите протести, самата тема на спротивставување, изби по точката во која што југословенскиот македонизам требаше да биде и започна всушност да се менува по изворен македонизам, неомакедонизам во Македонија, на оваа генерација и на генерациите кои што сака суверена и самостојна држава во Европската унија и НАТО, самиот тој показател се тие така наречени протести. Тие избија одеднаш, така да ги наречеме спонтано, воопшто не беше спонтано, и пропаднаа всушност во моментот кога политичките партии се обидува да ги јавнат, да ја јавнат темата, лажно да ја представат прво темата, да предизвикаат емоции кои што воопшто не беа темелени на реални факти, и нормално се што е вештачко кратко трае, тоа беше и со протестите. Затоа тие завршија со тривијални ликови, кои што на крајот и самите видеа дека нивната употребна вредност била завршена. Но оваа криза за која што ја најавувавме и пред 6-7 години, и оваа криза која што ја живееме, и ја живеевме децении предходно, всушност имаше за цел да го одржи духот на една, така да ја кажеме слободно, касарна овдека, гранична караула на поранешниот систем. Во моментот кога тоа се распаѓа, тој систем е распаднат многу одамна, а во моментот кога се распаѓа таа мисла, нормално е сите оние кои што профитирале од неа, било низ институции, било низ академии, било низ медиуми, сите тие да се обидат да го задржат процесот. Тоа не им успеа на протестите и заради тоа забележавте, протестите беа кога луѓето немаа информации за што станува збор, тие беа активни. 30.000 беа пред владата сигурно првиот и вториот ден. Протестите почнаа да паѓаат во моментот кога луѓето разбра за што станува збор, кога почнаа да добиваат информации, кога се разби фамата дека протоколот со Бугарија ќе направи ова, ќе направи она, после нели го нема протоколот, еве го протоколот. Упс, заврши приказката. Всушност протестите пропаднаа во моментот
и беа осудени на пропаст во моментот кога две партии и нивните коалиции се обидуваат да ги јавнат и на нив да изградат реторика која што и самите не знаат зошто ја граде. Се однесува конкретно на двете големи опозицијски партии, ВМРО, ДПМН, Левица, нивни коалициони партнери, медиумски подржувачи, финансиери. Сите тие се соочија со реалноста дека всушност општество е заморено од лажни представи, од лажни теми, особено битно од лажни теми, и во тој момент протестите завршија како што заврши. Аналитичари и безбедносни експерти, па и дел од политичарите спомнаа дека тоа е сериозно поддржано и од Кремљ, односно со руска поддршка. Немам сомневање, бидејќи следот на нештата, повторно ќе кажам, во финансискиот, во политичкиот сектор, во економскиот сектор и низ тоа во порите на општеството, е последица на постсоветското креирање на олигархија. Ние во Македонија реално не можеме да зборуваме за суштинска економија, туку можеме да зборуваме за олигархиска организација. И тоа дојде по се обиде, поточно речено, да дојде по своето. Тој систем не функционира надвор од така замислената зона на руски свет и неговата реплика во балкански рамки во проектираната или најавената зона на Вулин на српски свет. Едноставно, тие се завршени проекти кои припаѓаат на едно империјално минато. Во 21. век за таков вид на империјална иднина не може да станува збор. Затоа и обидите на кремљинската пропаганда се да се дојде до психологијата на луѓето. Во моментот кога тоа не успева, пропагандата ја снемува, ги дава своите ефекти краткотрајно, а потоа луѓето едноставно го бараат своето место под ова европско и слободно може да кажеме евроатлантско сонце. Така. Па добро, после тие демонстрации откако доживеаја неславен крај, всушност опозиционерите излегува веднаш со најавата дека имаат план Б, иако навистина тој нивни неславен крај се заокружи со првата меѓувладина конференција во Брисел, на која учествуваа Северна Македонија и Албанија, и на тој начин и официјално го започнаа тој од кон европското членство. Тој план Б всушност беше референдум, за него зборуваа уште кон крајот на јули, но тој почна да се ефектуира како идеја овие денови во септември. Се работи за референдумот на Мицкоски, кој на некој начин пропадна уште пред воопшто да се започне со негово подготвување и негово организирање, заради одлуката на председателот на Собранието Џафери, меѓутоа и заради тоа што јавноста се повеќе и се појасно гледа кои се мотивите, кои се вистинските мотиви за референдумот. Како гледате вие на оваа иницијатива на Мицкоски? Кои се неговите мотиви на вистина? Прво во делот на протестите го забележувам, ја забележувам тенденцијата воопшто тие да се третираат како прашања на интерес дали се успешни или не. Мислам дека тоа е помалку битната тема. Прашањето е која тема не мина на протестите, кој обид не помина на протестите и колку луѓето од тоа го извлекоа разбирањето дека биле злоупотребени од политичките партии. Тоа е прва работа. Второ, деновиве сме сведоци за информациите, барем за некои првични информации, дека над 300 милиони долари, ако не се лажам, биле употребени во Кремљин кампањата ширум Европа, ако сакаме и пошироко, во контролирање на политичките елити. Луѓето сваќаат дека такви пари имаат завршено и овде. Ме е многу жал што гласот на Америка не беше многу детален да каже колку во Македонија имаат завршено и во кој формат. Трета работа за која што мораме да се запрашаме е, или да си го дадеме одговорот е, доколку воопшто протестите ги сметаме за успешни. Зошто тие се случуваа само во Скопје и парцијално во Куманово? Односно, каде биле насочени напорите да се представи дека постои општествено движење, кој ќе забележите надвор од Скопје, надвор од Куманово, луѓето воопшто не реагира на темата. Всушност, луѓето кои што имаа зависност од досегашниот систем, едноставно беа принудени или таква индоктринација, некои од нив сосема веројатно со честни намери или со емоција пристапиле во прашањето и излегувале да протестираат без да се запрашаат зошто им недостасуваат информации.
Но тука треба да се прашаме зошто се овие два пункта токму определени или само тука успевале таквите реакции на луѓето. Едноставно затоа што последната зона на дејство на негативните кампањи, но во исто време и на обидот за држање на Македонија во старите рамки на размислување и матрица. Последните зони се во Скопје и во некои од поголемите градови, односно во некои џепови во поголемите градови. Тоа значи дека јасна е веќе дистинкцијата меѓу она што значи општество и она што значи политика. И сега забележуваме, таа беше прво една разлика меѓу јавно мислење и јавност. Јавноста во Македонија, онака како што беше проектирана, со стари медиуми, со стари тези, теми и бардови, таа е завршена. Сега луѓето, општеството реагираше онака како што се рече доста е од тоа. Сега се случува вториот дел. Општеството знае што се, или граѓаните знаат што се политичките партии, кои се политиките, јасно име се читаат во секој момент, имаат достапни информации и можат самите да бираат. Сега заврши периодот кога политиката беше, така да кажеме, лукративен бизнес. Сега доаѓа периодот кога политиката е обврска, функција, должност и одговорност. Полека, мислам дека ќе созрееме во таа фаза брзо да влеземе и брзо да имплементираме. Истото ќе се случува насекаде, не само во партиите, реков, тие се продолженија на бизнес, финансискиот сектор, олигархиите, нивните производи во финансискиот систем, банки, невладени организации и слично, гледате како таа стара контура се распаѓа. Многу малку ќе го поминат тестот на времето, а тие што ќе го поминат тестот на времето, ќе имаат што да покажат и граѓаните мислам дека ќе имаат можност да очекуваат успех. Да се надеваме дека тоа нема да чекаат премногу долго време да го видат и да го доживеат, но... Па, мислам дека се забрзува, се извинувам што ве прекинувам, Да, се забрзува, бидејќи тука и вториот дел од прашањето. Референдумското изјаснување само по себе станува смешно во моментот кога ќе видите дека 40 и кусур пратеника воопшто не гласа за предлог кој што го спореа по протести 7 дена предходно, се пумпаше јавноста, се вклучува академии, академици, не знам, opinion maker и слично. И во еден момент, јас внимателно следев од четвртокот до саботата, неделата, кога веќе се заврши, се стана јасно кога опозицијските пратеници прво покажа, ова е непријатно бидејќи тоа не се ставови на мнозинство членови таму во тие партии, но покажа тотално непочитување кон идентитетите на други народи. А ние цело време како македонци бараме идентитетот да бидеме поддржани во бранењето на идентитетот. И веднаш потоа се види дека всушност тоа е само некое фарсично барање, додека цело време се оди низ пристап на омаловажување на другите. Тоа беше една од слабостите на реториката на ВМРО-ДПМН особено, или поточно веројатно на ова раководство на ВМРО-ДПМН, таму навистина е интересно да се види што ќе се случува, а ќе се случува. Натаму се види дека како што паѓаше тензијата во собранието, се обидува да се испровоцираат инциденти, па се сеќават, излегуваа пратеници надвор, па повикува и забележаа дека всушност во тој круг на луѓе таму воопшто немаше никаков одек. Мислам дека во тој момент сватија дека сепак играта е прочитана. Трето, оно што е најбитно, мислам дека за прв пат после подолго време функционерите во владата сватија дека треба да разговараат со луѓето да ги изнесат фактите. И во моментот, вие забележувате дека целата приказна заврши во моментот кога беа фатени сите провокатори, а провокатори знаеме дека имаше не само од Македонија, туку и надвор од границите. Кога стана јасно дека ова е обид за повторување на 27 април црногорско сценарио и слично во Скопје, кога стана јасно дека всушност она за што е разговарано и преговарано, предходни министри кои имаат договорено, иако се спротиставуваа на политиката на сегашната влада или на нивните наследници. И тука се појави всушност тој меланж кој што го отвори суштинскиот судир во самите партии, во општеството, меѓу македонците и во односот на македонците кон сите останати во земјата. Односно, југословенистичките структури се судрија со проевропските и евроатлантските. И тој судир се случува јавно, пред медиуми,
во политички партии, а тој не е судир на улица, но тој во самите семејства и пријателства. Истото се случува и тоа беше целта, да се симне судирот и раздорот меѓу луѓето. Но она што е најбитно, не се подклекна на тоа и второ, сега ќе се види дека во тој судир практично се преселува внатре партиите и тоа е она што ќе ги менува партиите во онаа форма во која што ги знаеме, нема да постојат уште долго или ќе имаат прилика да расчистат со добар дел од своите раководства. Може интересна анализа. Сигурен сум дека ова што го слушаме сега многу брзо ќе почне да се развива во наредниот период и во таа смисла слушнавме и разбравме како гледате на интеграцијските процеси ЕУ, НАТО. Меѓутоа, тука има и други регионални процеси. Берлински процес, Отворен Балкан. Ќе го отвориме тоа прашање, бидејќи станува збор за едно клучно несогласување, да речеме, што ние го имаме со тековната политика на владата. Но дозволете уште нешто да ви кажам. На почетокот, кога ме представувавте или подсетувавте, подсетивте на некои изјави кои што сум ги давал. Сега ќе на сето она што сум го работил слично. Ве молам и вие и вашата улога и воопшто улога на медиуми, на се оно што значи неполитички свет, да бараат изјави и да бараат постапки од луѓе кои што ќе стојат зад кажаното, кои што ќе понесат одговорност доколку направиле погрешна проценка и таа одговорност е секогаш нормално политичка. Но особено оние кои што нема да влегуваат во коруптивни сделки, бидејќи корупцијата системска, економска, партиска, финансиска што се случуваше во земјата, ги даде последиците сега кога најмалку беше потребно и кога најмалку се очекувавме. Второ прашање во однос на референдумот и тука сакам да расчистам. Сето она што значеше лажни вести, дека кој спомне Македонија готова и ќе има казни и ќе се плаќат и слично. Тоа се покаже колку е лажно. Но исто така, сите оние кои што викаат, нели, не знам, никогаш Северна само да не се лаже. Државата по устав е Северна Македонија. Сите кои што излегоа, еве сега ги гледавме кога се враќа од продолжената прослава на 8 септември во Грција, сите излегле со пасош на кој што пишува дека е сопственост на Република Северна Македонија. Пратениците кои што тоа го велат си земаат плата од суверенитет на Република Северна Македонија и така натаму, да престанеме со тривијалности. Трето прашање, кое што ќе го отворите вие натаму или го отворивте веќе вие, е прашањето на Отворен Балкан и Берлински процес. Познати ви се моите резерви од ноември 2019 година, веројатно тука темелите и дел од прашањето. Јас тогаш ги изразив резервите кон проектот Отворен Балкан, го нареков врз зона, односно Вучич, Рама, Заев зона. Она на што инсистирам натаму е дека Отворен Балкан не може да биде замена за европските интеграции, како на Македонија, така на Албанија, така и на целиот Западен Балкан. Но тоа и не сакам натаму да ви влегувам на тие три држави форматирањето, значи сега влегуваме во една особено сериозна тема која што ќе покаже повторно кој ќе биде судирот меѓу политичките сили, меѓу партиите и внатре во самите партии, југословенистичка или европска. Да не се лажеме, значи таа замисла на преплет на српски и албански свет со двајца патрони што се пресекува во Македонија, таа не е остварлива, па колку сака нека стојат зад неа идеи кои што се од ова или од другата страна на Атлантикот. Мислам дека јасни се пораките сега, особено од новата администрација и особено од заменик помошникот државниот секретар Ескобара и од сите останати високи функционери во Стейт департментот, дека Отворен Балкан не може да биде политичка врска, дека Отворен Балкан не може да биде замена за европските интеграции и мислам дека владата наскоро ќе треба да ги соочи граѓаните дека форматот на Отворен Балкан ваков како што е со три држави е недоволен, а по својата суштина е спротивставен на Берлинскиот процес. Берлинскиот процес, да подсетиме, не е само процес на една, две или три држави во Европската унија, тоа е малку поширок. И сметам дека особено вице-премиерот за европски интеграции, министерот за надворешни и премиерот ќе бидат должни ова да го расчистат, бидејќи во јавноста и во Албанија и во Србија тоа веќе поприлично се расчистува.
Второ, по ова прашање, да не Која е оценката за берлински процес тоеш? таму постојат големи можности, со сериозни перформанси и со сериозни финанси. Отворени од Балканот, за сега гледаме дека е одиме по вино во Белград, или промовираме вино во Белград, ама за струја одиме во Софија, а за јагнен, лигнит и за мазут одиме во Атина. Да не ги оставаме, значи, овие прашања туку така отворени на страна, напротив, владата сега ќе покаже зашто суштински е. Плюс, јавно сум кажал дека форматирањето или пресекувањето на идејата, на продолжената идеја на Кремљ за српски свет во Македонија значи прекинување на влијанието на старите структури во Македонија и во Косово. Македонија има сериозна потреба да ги разбере, и тука владата исто така мора да биде многу внимателна, има потреба да ги разбере ставовите, особено на Црна Гора, која што отворено не го поддржува отворен Балкан, на Косово, која што забележуваме дека нема причина да го Црна Гора испраќа поинакви сигнали. Тоа ги испраќаше премиерот во заминување. Но сетате се и претседателот на Републиката Џукановиќ и политичкото расположение таму јасно кажа дека европската иднина е во берлинскиот процес. Ова не би требало да биде толку ефтина замена, во која што би требало да упаднеме како замка. Во Босна и Херцеговина забележуваме дека има многу посериозни процеси, па мислам дека таму сигурно ова прашање ќе го одложат. Берлинскиот процес, кој особено мислам дека од следниот и од октомври и ноември мислам дека ќе разбереме што значи, ќе ни стане јасно дека е многу по-суштински, по-употреблив и поголема блискост меѓу Брисел и сите оние метрополи: Сараево, Приштина, Белград, Тирана, Скопје, Подгорица. Европската унија има еден правец. Да не бараме ние некои скратени патчиња, бидејќи на српската, ја знаете, преко прече, наоколо ближе. Се разбира. Во контекст на глобалните збиднувања, не очекува и се разбира руската агресија врз Украина. Не очекува долга и студена зима со која се заканува и Путина. Гледаме како поминува во изминатата недела дена со прилично жешката есен по неговите трупи. Дали сметате дека навистина ќе имаме долга и студена, тешка, политичка, економска, енергетска зима или не, и кои би биле вашите прогнози, односно препораки, како да се спречи долга, студена, тешка зима? Ајде да тргнеме во делот што најмногу ги засега луѓето, тоа е, мислам, секој од нас, бидејќи дома сега сакаме сите да имаме струја, да имаме грејење, кој како нели го има организирано. Јас уште пред 4-5 месеци понудив еден модел во кој што, да речеме, Скопје комплетно ќе го заврши системот на колективно грејење во стамбените згради. Мислам дека тоа беше разбрано од луѓето, едноставно владата не беше заинтересирана на тоа прашање да посвети внимание. Веројатно бидејќи тогаш оператор кој што беше снабдувач на топлина беше БЕК. Јас денеска би сугерирал што побрзо да се влезе во целокупно завршување на организираното грејење, особено во колективните стамбени објекти, за да може луѓето кои што веќе имаат расположлива инфраструктура да го користат централното грејење. За него очигледно се прават сериозни, тие напори ги поздравувам, за обезбедување на енергенси за производство, како на топлинска, така и на електрична енергија. И ќе потсетам дека истото во фази е спроведливо и во Скопје, во сите населби, и во Битола, но и во нивните блиски, особено во делот на Битола, во низините околни места. Тоа е започнат проект, но требаше да се движи многу побрзо. Сметам дека задоцнато е преземањето на грејењето и од страна на ЕСМ. Сметам дека тука ќе мора да се направат дополнителни напори. Не сум сигурен дали во тоа владата има доволни кадровски, особено технички потенцијали или надлежното предпријатие, но да се надеваме дека е така.
Оно што натаму требаше да се произведе по овој предложен метод беше да всушност се ослободи електричната енергија да не биде користена како енергенс за грејење, во ус кога веќе имаше расположлива друга инфраструктура. Тоа ќе намалеше број на испади во системот на електродистрибуција, и исто така ќе овозможеше и помала потрошувачка на електричната енергија. Трето, сметам дека владата има разбирање за, особено за барањата на Стопанската комора, но секогаш треба да пристапи да има во предвид дека станува збор за пазарно стопанство и кога премногу ќе влезе во командна економија, макар и по одредени прашања, постои сериозен ризик да направи поголеми штети, особено со буџетски импликации. Разбирам потреба од диалог, но да не забораваме дека тие диалози постоја и многу предходно, на крај завршува со лични профити во набавката на електрична енергија од увоз. Затоа, дали ќе биде тешка зимата? Да. Дали очекувам да биде драматично? Не исклучувам, не посакувам, но секогаш барам да се подготвуваме за најцрното сценарио, за потоа оно што ќе го видиме да не изгледа најмалку светло-силво, а зашто да не и со многу посветли бои. Трета работа, ние сите зборуваме за политичка, за економска, политичка криза, но сите тие се всушност безбедносни кризи. Во новите услови на живење, практично безбедноста може да ви биде загрозена и преку електронските помагала, но секако може да ви биде загрозена и преку енергенсите. Тоа го забележуваме од сајбер нападите во Албанија, во Косово, се тоа што значеше прекинување на дипломатски односи меѓу Албанија и Иран. Забележуваме дека не доаѓаат секогаш од еден центар и оно што е многу битно да го разбереме во Македонија, а особено да го разбере политичката елита и медиумите во Скопје, тоа е дека ние сме во безбедносна криза, ние сме изложени цело време на ризици, бидејќи ние сме составен дел од Северноатлантската алијанса, каде што сакаме да бидеме, каде што сме барале да бидеме и нормално е да ги понесеме дел од товарот за она што значи колективна безбедност. Она што натаму исто така молам е секогаш да имаме предвид. За нас проблемот може да биде задоцната дистрибуција на нешто или не знам некоја рестрикција во одреден момент, не би ја посакувал, но не ја исклучувам, дали на струја, дали на грејење. Па сепак да бидеме реални, на 1000 километри од нас во Украина луѓе гинат и живеат во многу потешки услови, а таму се брани безбедноста и на Македонија, и на овој регион, и на континентот, а мислам дека се и поголеми прашањата од тоа. Точно така. За крај, дали Ивон Величковски се враќа во политичката арена? Мислам дека е излишно прашање, но подобро прашање би било како Ивон Величковски ќе се врати во политичката арена. Да кажам, политичката сцена и е премногу благ назив. Мислам дека е сепак политичка арена, тоа е жестока. Како ќе се врати Ивон Величковски? Освен со нова република. А зашто потребувате идно време? Па да, навистина. Благодарам за прашање. Ви посакувам успех и ви благодарам за ова интервју. Благодарам. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.